По силна настинка ми почнаа болките во вратот и грбот. Лекарот ми рече дека е мускулна напнатост. Може ли физикалната терапија да ми помогне за да не ми се повтори? Секако, нели, кога сме настинати, целата мускулатура не боли, не болат и коските, нели, сме омалаксани. Така што физикална терапија, така во овој процес може да биде клучен сегмент, да помогне, нели, да се направат одредени масажи кои што можат, нели, да ја опуштат мускулатурата, секако, нели, да ја вратат самата мускулатура во една правобитна состојба, со тоа да добиеме и една убава енергија. Второто прашање е: работам седна цел ден, како повеќето од нас, и ми се трнат рацете, особено навечер. Дали ова е синдром на карпален тунел и дали се лекува со посебни вежби? Така, најчесто околу овие пациенти си седнати, најчесто знае да дојде до воспалителен процес на брахијалниот нерв. Потоа се јавува трнење во рацете. Јас велам околу ова се случува често. Овие пациенти мора да се консултираат со лекар, со физиотерапевт, за да се направи, значи, одредено дијагностичко испитување и да се види дали станува точно збор за карпал тунел и да станува збор за карпален тунел. Секако не е тоа клучно решение дека мора пациентите веднаш операција да направат. Нели, секако тука постои прво физикална терапија, да видиме што може физикална терапија да помогне во овој клучен сегмент, па подоцна, нели, ако може да биде второто клучно решение оперативниот зафат. Но не мора да значи дека станува збор точно за карпален тунел, може да станува збор за премореност, за појава на мускулни болки во одредена легија на вратот. Исто така може да се појават млечни киселини кои што можат да прават, значи, нели, одреден спазам на самата мускулатура во вратот, значи и во грбот, кои што можат да го маневрираат брахијалисот да ги создава овие симптоми на трнење. Другото прашање е вака. Пред 2 месеца го искриви зглобот на ногата. Болката се намали, но се уште не можам да трчам како порано. Дали е нормално да трае толку долго и како ви терапија ми препорачувате? Големиот зглоб, рамото и скочниот зглоб се големи зглобови кои што при секоја повреда, значи, најчесто лекувањето трае 21 ден, а оспособувањето и враќањето на нормалноста до 6 месеци. Затоа добро е после секоја повреда овие пациенти од месец до 2 да прават пауза од физичка активност. Се со цел, нели, да не го маневрираат зглобот и да не го насочуваат, нели, кон други дополнителни проблеми. Но околу правиле соодветна физикална терапија би требало да им даде соодветна помош да можат повторно да се вратат на спортски терени и да вежбаат. Секако ги имаат проблемите, консултација со физиотерапевт, да видиме што може во тој сегмент да се направи и да им се помогне. Наредното прашање ми беше една од најомилените прашања. По породувањето чувствувам слабост во стомашните мускули и болка во долниот дел на грбот. Дали се препорачува физикална терапија за враќање на силата по породувањето? Ова мислам дека е многу често прашање, особено кај жените, во денешно време и од партнерите за своите партнерки. Како треба да биде, значи, колку треба да има физикална активност после породувањето и колку време по породувањето треба да се прави сето ова? Така, во зависност од анестезијата која што ја примила пациентката, ако нели и тука по самото породување абдоминалните мускули се доста попуштени. Лимфна дренажа е масажа број 1 призната од Светската здравствена организација, која што се применува и се имплементира кај овие пациентки. Добро е да се направи лимфна дренажа на абдоминалните мускули со цел со дренирање, да се зацврстат мускулите и да добиете еден облик и враќање на правобитна состојба на самите мускули на абдоменот. Исто така клучна лимфна дренажа може да биде, значи, како масажа која што би можела да биде имплементирана на грбните мускули со цел, нели, да се помогне во закрепнувањето на родилката која што донела на свет бебе. Имам цервикална спондилоза и понекогаш ми се врти во глава. Дали се доволни физикалните терапии или треба комбинација со лекови? Ова што и дискутирав. Така, да, значи околу станува збор за акутна состојба на болка во цервикалната кичма горе, тогаш пак ќе биде пропратена со медикаментозна терапија, доколку имаме само вртоглавица или спондилоза, овој процес на лекување ако нели ќе биде третиран во соодветно со физикална терапија, кој што ќе помогне физикална терапија пациентот да се врати во правобитна состојба, да му се смират болките и секако, нели, да работиме во имплементирање, односно и подобрување на самата вртоглавица. Наредното прашање е вака. Баба ми има артроза на двете колена. Дали постои физикална терапија што може да ја олесни болките или тоа е веќе процес на старење?
Видете, доколку артрозата ги има опфатено колените зглобови во целост и доколку се раскавиците разјадени, овие делови на колената ќе мора да бидат заменети со вештачки колена. Но доколку е почетна артроза, секако физикална терапија може да биде еден клучен сегмент кој што ќе помогне нели во процесот на лекувањето, но не и во целосно лекување. Знаеме дека артрозата е состојба која што ги напаѓа раскавиците, односно во разјадување, и секако оваа состојба може само да биде ублажена, но не и во целост нели излекувана. И последното прашање, иако имаше многу прашања, имам болка во долниот дел на грбот кога се будам наутро. Дали е од дишекот или можеби имам проблем што бара терапија? Видете, колешке, да ви кажам нешто. Порано луѓето не спиеле на дормејот душек и не спиеле на соодветни перници и ги имале исто овие проблеми. Овие проблеми се зачестени од причина што луѓето, пак ќе кажам, се слабо физички активни. Секојдневниот стрес, пак ќе кажам, обврските и натрупаните обврски не ви даваат можност да отидете во теретана да извежбате или да пропешачите. Земете физички и активирајте се еден известен период од 3 до 6 месеци, ќе видите како кога ќе станете наутро, ништо не ве боли. Но доколку нели бидете пасивни и не бидете физички активни, секако пропратеноста на болката, на укоченоста ќе биде постојано присутна.